Афористичката репрезентација на Македонија. По 6-ти пат овде, од Храмот на културата, Центарот за култура Бели Бугри, ви ја приредува вашата омилена вечер на македонскиот афоризам. Годинава по 6-ти пат. Необичната, кратка, јасна и стегната форма и луцидниот, ироничен, дуковит и понекогаш остар израз се мотивот што вечерва сме овде. Минатата година беше година на физичко заминување од овој свет на мајсторот на хуморот и сатирата, творецот на култната емисија Хихилику Иван Караdak. Вечерва имаме можност да проследиме едно мементо за него, подоцна ќе врачиме и специјална награда. Во оваа пригода би сакала покрај вас, драги пријатели, почитувачи на нашата работа, на љубители на афоризмот, вечерва посебно да ги поздравам Иванка Караdak и Марта Маркова, сопруга, Марковска, се извинувам, сопруга и ќерка на Иван Караdak. Кој од народ пари граба да се стори жаба, велеше Караdak во ненадмиливото Хихилику. И ја и сега нека го заборави некој тој краток, јасен, стегнат израз, полн со енергија, онака способен да буцне и боцне, да растресе и да охрабри. Во ова време, кога е стеснет традиционалниот медиумски простор на хуморот, сатирата, сарказмот, овој фестивал на афоризми доаѓа како лек на рана. Токму затоа повикувам уште еден аплауз за организаторот и за сите поддржувачи на афористичката репрезентација на Македонија во оваа вечерна. Се разбира, тука е музиката, односно нашите постојани поддржувачи. Атанас Георгиев, Санде Наунов и Дејан Лазаров, кои по текот на програмата со своите номери ќе ни разделат душата. Но за тоа потоа, сега го повикувам председателот на афористичката репрезентација на Македонија, Јане Атанасов, да ме поздрави. Кој е добро вечер присутни. Очекувавме меѓу присутните да видиме и да ги имаме првите луѓе на нашата општина и на една соседна општина, ама веројатно имат обврски па не се беше до тука. Поздравам сите вас овдека и да посетам лани еден ден покасно и еден кат погоре, значи на 30 март и катот над нас, ја одржавме традиционалната петта поред вечер на македонски афоризам и тогаш гледахме дека оваа година на денешен датум и се видиме на истото место. Сега што сте еден кат подолу, тоа не менува ништо и видите дека по квалитетот нема да бидеме подолу од планската природна, напротив, јас сметам дека ќе бидеме на истото равниште, ако не и понапред. Беше најавено кој се вечерва е тука присутен и по кој повод. Јас само ќе кажам дека сум благодарен на оние кои ја поддржаа оваа манифестација, кои помогнаа да ги пребродиме сите потешкоти кои ги имавме и да ги споиме овде на едно место моите колеги афористичари и вас публиката, за да направиме една релаксација на крајот од работната недела. Пред се морам да ви се благодарам на екипата која многотрпно работеше со мене во овој изминат период, за да го спремеме се до ова и заслужуваат една голема благодарност и програма. Тоа е Ставици Цветкова, тоа се Ванчо Арцов и Ванчо Арцов, кој моментално не е програма по осмите. Тоа се луѓето кои заедно со мене ја припремаа, а има поединци, институции и фирми кои финансиски и на друг начин ја помогнала на оваа манифестација и јас се сметам дека е наша должност да ги споменем. Тоа се општината Кочани, општината Чишиново у Прешево, општината Зрновци, ТЕ Мебел Кочани,
Маја Варич Допел од село Мојанци, Серафимов Росакјанс од Кочани, Матична библиотека, односно јавна општинска установа библиотека Искра Кочани, Центар за култура Велимогри Кочани, кај што сме сега, Комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани, Печатни за Европа 92 Кочани, Експлозив ДОО Кочани, Кромај Бојчиски Кочани и Тодор Ангелов од Кочани. Некоја од прескокнав? Ако прескокнав и испуштив, веројатно нема да не се наради. Годинава изостана поддршката од Министерството за култура, која последните години не беше редовна, меѓутоа, еве и без нивна помош се обидовме да организираме, мислам дека организираме манифестација на ниво. Изостанувањето на таа поддршка од Министерството за култура е што годинава немаме гостин од странство. Ако се сикавате добро, ланската година го представивме на еден новитет, да имаме по еден гостин представник од странство, лани беше представник од Република Србија, годинава требаше од некоја друга соседна земја да ни дојде, меѓутоа ограничени можности и таа точка годинава ќе ја немаме на репертуарот, да се надеваме дека некој од наредните изданија ќе се пратени пати на тоа. И да не должам многу, ви посакувам во наредните сати или сати колку ќе биде тоа, ќе зависи од вас како ќе бидете расположени. Ако бидеме добри ќе аплодирате, ќе продолжиме, ако бидеме слаби ќе ни свиркат и ќе завршиме. Значи во наредниот период ви посакувам убаво да се чувствувате. И ја прогласувам оваа шеста вечер на Македонскиот афоризам Кочани 2018 за отворена. Наши редовни поддржувачи се и медиумите и им благодариме што и ја најавија оваа манифестација уште пред една недела, а ќе го одбележат и денешниот ден.
С оглед на тоа што гостите од Скопје изразија желба, бидејќи се уморни и така лошо поминале по патот, ќе направиме една измена во редоследот, наместо да ги слушнеме афоризмите на нашите почнеме со главната награда. Афористичката репрезентација на Македонија традиционално доделува специјални плакети на институции и поединци за нивниот придонес во развој и афирмацијата на афористичко-сатиричната дејност во Македонија. Овој пат, постхумно, ваква плакета му се доделува на доаѓенот на македонскиот хумор и сатира Иван Караdak. Беседа за него требаше да одржи Љупчо Силјановски, но тој е отсутен, меѓутоа неговата беседа е тука, а афоризми и негови моменти за Караdak ќе ни каже неговата ќерка Марта Марковска. Поведете. Да ви се заблагодарам и да се извинам за тоа што имавме малку турбуленции при патувањето. Патувавме така речи како да сме препатувале цела Македонија, имаше многу застој по патиштата. Се извинувам што ве минува малку програмата, структурата, се надевам дека нема да зажалите. Заслужува. Благодарам. Иван Караdak всушност не љубеше многу настани од јавен карактер, оние кои го познаваат од близу може да го потврдат тоа. Јас исто така покрај него морам да бидам искрена, немам патувано по вакви манифестации и ова за мене е нешто ново. Верувам дека е тука некаде присутен и дека се заблагодарува, дека е длабоко почестен за оваа награда, што сепак неговите колеги не го забораваат. Да ви кажам дека Караdak никогаш не направи промоција на нито една од неговите книги, а има бајаги голем опус. Па одлучив јас во негово име, иако тој би се противил да беше жив. Одлучив да донесам овде по неколку примеруци од оние книги кои нас ни останаа во наследство, кои ги поседуваме. Секој од вас кој е заинтересиран да продолжи да го чита делото на Караdak може да се сретне со него овде денес вечерва. Жал ми е што ќе напуштам манифестацијата малку порано и ќе ви прочитам сега неколку афоризми од него. Ако сакате некој проблем да не го решите никогаш, почнете да преговарате. Додека ние стигнеме во поубавата иднина, и таа ќе стане минато. Ако сме сите гости на овој свет, зошто цехот го плаќа само народот? Политиката ќе беше многу благородна работа да не беа политичарите. Да не ни кажеа политичарите, ние никогаш немаше да сватиме колку среќен народ сме. Синко, не оди по лоши патишта. Има големи турканици. Како можат политичарите да не изведат на прав пат, кога цел живот фаќаат кривини? Да не му даде одврзани раце, сега немаше ни да му ги врзат. Нормално би можело да читам цела вечер, но овде има сигурно многумина кои имаат прекрасни афоризми кои јас исто така би сакала да ги слушнам. Ова сега што го прочитав е од книгата Мисли Соботски, од неговата последна книга, издадена 2015 година од издавачката куќа Вековишнина. Книгата се наоѓа овде, по символична цена, секој оној кој сакаете за спомен да понесе нешто од Караdak. Ќе бидам и јас почистена и тој верувам. Ви благодарам многу. Сега да ја слушнеме беседата од Љупчо Силјановски за Караdak.
брат брату, пригодно слово за мртвиот опозиционер на глупоста Иван Караdak. Биографија. Цел живот бев наивен и добар. Затоа сега немам ни за гробар. Транзицијата ми расплака мајче. Место млекце, дома, пијам чајче. Ме обраа како општинска круша, во кој пекол ки моли душа. Така испеа пријателот и колегата Иван Караdak, алијас, така испеа се извинувам и колегата Иван Караdak, за колегата Иван Караdak, Илија Марковски, родениот Охридјанец, со колку ме врзуваат долги години, децении, човечко, семејно и професионално пријателство. Поет, раци на македонската сатира. Што да се каже во слава на тоа пријателство? Има многу нешто да се кажат и раскажуваат, но пригодата не остава простор за нашите 350.000 амандмани на глупоста. Единствено, македонската политичка глупост има космички размери. Се друго е локал патриотизам. Тоа е тоа со кое цело време се согласуваме. Доволно е ако се каже дека со Караdak сето тоа време го споделувавме проклетството на сатиричарот. Такви сме ние, родени со фалинки, да бидеме вечна опозиција на сите позиции, да бидеме лакмус што ќе го одредува ПК факторот и киселоста на народната насмех. Сатира, сатире, сатиричаре, рече еден наш српски колега. Кај се обратно. Сатиричарите ја сатираат сатирата, поделени се меѓу себе. Боже, прости ми, како политички партии, и самите не знаат зошто така се делат. На поединци, индивидуи со фабричка мана. Секој од нас мисли дека е башка гени, но секој не мисли дека е башка будала. Време е, барем ние, сатиристичарите, афористичарите, разкажувачите, поетите, карикатуристите, да се обединеме во здружение кое ќе го носи името Караdak. Браво! Ви давам честен пионерски збор дека ако тоа не го направи афористичката репрезентација на Македонија, ќе го направам јас како мое одолжување кон човекот со кого го направивме првото македонско кабаре, телевизиските серии Камчевци и театарче Невојтоше, повеќе децениската хирику на Македонското радио и стотици други сатиричарски потфати во издаваштвото и периодиката. Искрено се надам дека и таму горе, во пределите на небесната правдина, заедно со моите современици, Миле Поповски и Бошко Смајковски, Божидар Тодоровски Бодле и уште десетина други, мојот другар Караdak, ќе направи нешто слично, оти ако ние, сатиричарите, проклетниците на овој век не се обединиме на небото, нека да причина зошто би се обединувале овде на земјата. Респект и почит по името и делото на Иван Караdak. Еве во осеќавање за значењето на ова големо име Иван Караdak, сега оставуваме простор за главните во оваа шеста вечер на македонскиот афоризам, вечерашните учесници.
Тоа се Маријан Ангеловски од Скопје, Атанас Крлевски од Велес, Ристо Филчевски од Струмица, Ацо Ѓорѓев од Струмица, Ружа Стојмилова од Кочани и Јане Атанасов од Кочани. Да ги поздравиме. На почеток со кратки биографии за нив. Маријан Ангеловски е роден во Скопје, каде што живее и работи. По професија е аниматор по физичка култура, работи како советник за правилна исхрана и здрав начин на живот. И досега го представувавме и сега ќе го представиме како еден од најталентираните млади творци на афоризми во македонската афористика, а тоа го потврдуваат и двете награди од 2017 година на престижниот фестивал Чилијада во Шабац, како и Млади Типар награда за најдобар млад сатиричар на поранешните југословенски простори во Белгија, Црна Гора. Пишува и настапува низ Македонија и Балканот со хумор, сатира и стендап комедија. Неговите афоризми ги полнат страниците на хумористичните списанија и блогови на балканските простори. Ја води Facebook групата за афоризми со наслов Македонија of Марванико. Атанас Крлевски, роден и живее во Велес. По струка електроинженер, во македонската литература е присутен над 40 години. Пишува поезија, проза, хумор и сатира. Објавувал и се уште објавува во повеќе печатни електронски медиуми во земјата и странство. Застапен е во повеќе македонски и балкански антологии. Автор е на книгите афоризми, кабелизми, окрлавени мисли, Цветен пазар и Изгоревме од сенја. Добитник е на повеќе награди и признанија. Редовно учествува на вечерите на македонскиот туризам во Кочани. Ристо Филчевски. Ристо Филчевски, роден во Струмица, таму живее и твори. Со хумор, сатира и афоризам се занимава од 1972 година. Објавувал и објавува во македонските медиуми на територијата на поранешните простори и пошироко. Учествува на повеќе фестивали, изложби и конкурси на карикатура, хуморот и сатирата од каде се раѓа со намера. Книгите Афоризми и рими, Хаос во душата, книга со две лица, кој автор е на книгата Пополнета празнина. Застапен е во антологијата на македонскиот и балканскиот афоризам. Ристо Филчевски е основач и активен учесник во работењето на фестивалот на карикатура и афоризам во Струмица. Роден е во селото Мутино, каде живее и работи. Тој е афористичар кој своите афоризми и хумористични текстови ги презентира во повеќе електронски медиуми. Дел од неговото творештво е содржано во антологијата на македонскиот афоризам, во книгите на приредувачи на книги со афоризми во Македонија и светот, а е автор на книгите со афоризам Каменче во чеволот и Блатно во јајцето. Единствената жена меѓу афористичарите, Ружа Стојмилова, родена Скопјанка, жителка на Горни Подло-Кочанско, членка на повеќе граѓански организации, меѓу кои и антиканцер асоциациите, борка и животна сила, бидејќи и самата се изборила против канцерот. Таа е жена фармер, производител на органска храна, потврден креативец на манифестацијата Вешта жена. Од пред 3 години автор на афоризми што ги објавува во електронските медиуми во земјава и странство. Грижливо ги средува и се надева дека наскоро ќе бидат објавени во книга со наслов Боцки. Ружа Стојмилова втор пат учествува на манифестацијата Вечер на македонскиот афоризм. Јане Атанасов, роден во селото Гостино, Кочанско, живее во Кочани, работи во административните служби на општината Чешиново Брешево. Пишува и објавува поезија, проза, сатирични текстови, но и најприсутен е во полето на афоризмот. Има издадено 4 книги, од кои 2 книги афоризми, Зикубавени вистини и За немирен сон. Присутен е во неколку книги на афоризми во земјава, во балканските и македонските антологии на афоризми. Атанасов е актуелен председател на Сдруженијето на граѓани, афористичка репрезентација на Македонија, со седиште во Кочани.
па сега редот е на афористичаните. Поведете. Микрофонот е пред мене, јас го препуштам на дамата, бидејќи дамите не имаат предност. Само на почетокот сега да кажам, тоа пропуштив во најавата, дека ова е афористичка репрезентација на Македонија, правев почеткот на репрезентацијата во фудбал, значи треба да има 11 играчи, меѓутоа од оправдани причини. Ја данеј тоа го нагласив дека ќе мораме да ангажираме лекар во репрезентацијата, бидејќи имаме многу болни играчи. Еве се повторува таа работа и денес. До пред некој ден беа потврдени сите 11 последни денови, ми откажа дел од нив, па сега испаѓа дека сме овај репрезентација за кошарка, меѓутоа ќе го одиграме како рекорд да прва Солен. Значи Ружа Стојмилова. Благодарам на представувањето, добра вечер на сите. Јас сум моите афоризми. Доказ дека сме најстара нација, станахме земја на пензионери. На оние што не гледаат добро, секогаш сум им трн во око. Интересни се нашите партии. Сите членуваат во нив од интерес. Некои од денешни векони неподковани влегува во политика. Денес не ми се сите овци на број. Се пребројав и јас тука сум. Откако седна во фотелјата, заборави да се стои на зборот. Кај младиве ни срами пербе. Ние пак перби имаме, младост немаме. Ако не се странциве кај нас, нема да знаеме што се случило со нас. Конечно и ние Белгија придовме заврна снег. Јас се уште не би го рај. Подобро ми е овде. Животот е многу скап, а го продадохме многу ефтино. За пенкало и запалка. Откако го загубивме нашето, станахме туѓи на своето. Сите се атеисти, не знаат како да се прекрстат. Мирни луѓе сме ние, само да не остават на мир. Пливавме додека можевме, сега веќе се удавивме во долгови. Прифаќам се што ќе ми се понуди на маса, само да не ми го оцемат столот. Имам голема говорна мана, не знам да молча. Не троши го времето залудно, подобро не работи ништо. Кога е под дејство на ракија, воопшто не чувствува вина. Штом плукаат па лижат, и јазикот може да не сопне. Зошто ни се два јазика? Некој ниједниот не го користи. Молчи. Добро вечер од мене. За вечерва се двоумев дали да ви читам афоризми со политичко содржина или со еротска, ама знам дека политиките ни преку глава, па е да одам тоа што е безпремно, нели? Веројатно. Мора политички со еротска содржина. Синоќа посакав да ја разволам до последно влакно. Предоцна, некој друг вчера веќе ја беше дебелил. Знаев дека се шегова од једеница. Променив водолија. На Ленка сите планови и се изјаловија. Трудно е. Филателист. Джабе се мисли Мара дека е ретка марка. Поништена е. Даночен инспектор. Боже, прости на Мара што ми купила лош афродизијак. Не и просторај што не зела фискално. Кога ќе клекнеш да запросиш девојка да станеш жена, веќе си е дефинирал твојата положба во бракот. Со Мара веќе не се движиме во исти кругови. Почна да